Браво! Колегата водич на службено куче со неговото службено куче за откривање на наркотични средства, оружје и муниција, ја покажа вежбата на тој начин што пред се со кучето обезбедува безбедносен периметар. Најпрво, потоа го подготвува кучето за отпочнување со пребарување. Пребарувањата се прават на пофреквентни места, каде што знаеме дека може да има поголемо присуство на опојни дроги. Секако тоа се граничните премини, како и денеска што беше на меѓународниот аеродром пребарувањето, потоа на различни манифестации каде што знаеме дека младите знаат често да конзумираат некои наркотични средства. Во денешно време ги користат буквално сите начини за криење на опојните дроги. Знаеме многу примери во ранец, во багаж, во куфер, во објекти, негде каде што не се толку достапни некои места. Кога ќе дојде во присуство службеното куче на конкретниот мерис, односно каде што покажува дека има детекција, покажува поголема заинтересираност, а маркирањето го прави со легнување или со седнување. Како што беше во случајот на колегата, го направи со седнување. Имавме случка на приватен имот, каде што колега со неговото службено куче за наркотични средства, на не толку достапен дел, односно во делот долук, имаше пронајдено околу 200 грама амфетамин, каде што за припадниците не беше толку достапно местото, за да се пронајде, но со службеното куче колегата се постапи и супер изврши неговата задача. Се повеќе се среќаваме со марихуаната, каде што младите во денешно време не се толку информирани, иако го имаме интернетот како најголема алатка каде што може да се информираат за последиците кои што може да ги имаат од марихуаната, која што представува како природна дрога, која што знаеме дека им е најмногу достапна во денешно време.